репликата, колешке, но еве ајде да фатиме од почеток. За капиталните инвестиции, општо земено по сите теми сте ме следели и без малку секоја тема ја започнавте со тоа, се согласувам дека има кратење, именно таква не беше и намерава да укажеме дека нелогично е кога има најголем буџет во историјата на државата од 4,7 милиарди евра, да има кратење на оние ставки кои што по основно правило во економијата генерираат дополнителен раст или стабилност во буџетот. 20,3% за 5 месеци имате реализација на капитални инвестиции. Немам ја што или колеги од тука да се нервираат за кичево Охрид. Вие сте тие кои што треба да се нервирате. 3000 денови. 3000 денови, 5 години, 57 километри автопат. Еве да прифатиме дека имало грешки. Па еве BT ќе кажа дека немало капацитет во институциите за да ги спроведат капиталните инвестиции. Колешке, читам са бајле еден прилог, вели Индија за неколку дена изгради автопат како киче во Охрид. А 5 години вас ви требаат. Па не знам какви грешки. Па го гледам оној Бочварски, решени сме вели до крајот на годината една лента да пуштиме. Каков срам! Каков срам, какво понижување. 10 милиони евра, 1 километар автопат чини киче во Охрид. 10 милиони евра. Можете да го прашате ова, да го увидите и да видите како или што. Прашајте го Бочварски, еве затоа што гледам ве брифираат министрите и добро е да ја следат дебатата, колку проценти реализација има оваа година тој автопат. Еве нека ви каже Бочварски до каде се стигнати оваа година. И нека ви ја каже трасата. Јас работев во Министерството за транспорт и врски и јас ја знам скоро целата траса. Нека ви каже Бочварски трасата колку проценти и колку е искористен. За Скопје Блаце не знам како да ви кажам. 5 години сте на власт. Луѓе, 2 километри не можете да завршите. Не знамете да имало некој што сакал да го кочи. Зашто имаше такви муавети? Еве, директорот на државното предпријатие за јавни патишта, човекот го гледам еднаш неделно се препелка онаму, не знае што да каже. 10 километри автопат, 2 километри не можете 5 години да ги завршите. 500 километри автопатишта ветивте 2015 година. 1 километар немате почнато. 1 километар немате почнато автопат. За 5 години знаете што можете до сега да направите. Еве излезете, кажете ми 1 километар завршивме или почнавме автопат. Или кажете ми 1 километар што е испроектиран, еве да не речеме дека е изведен, испроектиран. 1 километар автопат. Не постои таков во држава. И сега ќе разговараме до крајот на годината, пак ќе кажам екзактно, денеска се 5 месеци и 20 дена, утре ќе бидат 5 месеци и 19 дена, половина милиарда евра ќе реализирале капитални инвестиции. Каде ќе ги реализирате тие капитални инвестиции? 20% имате за 5 месеци. Идеално е 33% да сте имале сега. Не можам едноставно да поверувам дека вакви бројки се зборуваат тука. Па граѓани на крај не стават побогу да внимаваме што зборувам. Ете, во буџетот имате наброено проекти. Еве, јас ве предизвикувам. Видете ги овие проекти кои што ги имате наброено во буџетов, кои ќе се реализираат до крајот на годината. Земете ја програмата за живот 2016-та и земете ја оваа 2020-та, земете ги тие програми вашите на СДСМ и видете комплетно истите проекти се повторуваат секој ребаланс буџет. Ништо не е мрднато. Ништо не е мрднато. Ништо не е мрднато. И јас можам да ви ги читам проект по проект. Или еве да ви олеснам, земете го оној план, инвестицијски план на Зоран Заев, 8 милиарди евра што ќе вложуваше Зоран Заев во оваа држава, ако ви текнува ова ќе градиме, она ќе градиме, ова таму, земете го тоа. Планот на Зоран Заев за 8 милиарди инвестиции. Земете го и прочитајте го. Истото е оваа година, истото е пред 6 месеци, истото пред една година, цело време се истите проекти. Еве за автобусите, кажавте, ја не го разбрав што сакате да кажете за автобусите, но еве јас имам да ви одговорам нешто за автобусите. Не разбрав, еве ќе ми да објасните, ќе искористите, немам проблем да одговарам на све. Ама јас имам да ви кажам нешто за автобусите. И тоа имам две работи да ви кажам. Прво, меѓуградската карта за 50% е поскапен автобусот.
Прашајте ги студентите што живеат за Неготино колку плаќаат сега карта или колку е покачена картата до Охрид. А знаете ли зашто е така? Затоа што е покачено горивото. А зошто е покачено горивото? Затоа што 25 денари повеќе им земате по литар на гориво. Затоа што од вечер дизелот ќе биде 3 денари, а 3,5 денар ќе биде бензинот. Еве да ви одговорам и за другите автобуси. Замислете, почитувана јавност, да Нела Арсовска била крива што овие го немаат реализирано буџетот. Замислете до каде дојдовме. Замислете, еве и за бесплатниот превоз ќе ви одговорам. Ете сега до крајот на годината, најверојатно на контролата ќе пристигнат првите автобуси што ги вети градоначалничката за 250 за 6 месеци. Немојте за ке да зборите вие со 5000 гласа пораз, ве молам. Незгодно ми е на мене. Немојте вие за ке да зборувате. Или за 30.000 гласа во градот Скопје. Немојте, навистина ми е незгодно да ве прозивам. Но еве, тоа е друга работа. Ке видиме до крајот на годинава ќе има еден буџет или нареднава година ќе разговараме и за 250 автобуси и ќе разговараме и за бесплатниот превоз. Но јас сакам да ви напоменам тука друга работа. Пред едно 2 или 3 месеци излезе дека ќе има одлука за ослободување на одредени категории за бесплатен градски превоз, за да биде циклично, за да може нели во текот на целиот мандат за сите да биде бесплатен. Знаете што се случи? Едно непартиско здружение беше подготвено да поднесе представка на Уставен суд. Зошто го направи тоа? Затоа што врз основа на овие категории кои што требаше да бидат ослободени, за да може циклично во 4 години да стане бесплатен за сите, другите ќе биде дискриминирани. Ете, до каде иде работава со вашето, вашата желба да се помогне на граѓаните. Тука нема да зборам за вашите омилени лидери на средношколци, тоа нема да го зборам, но ако продолжите ќе зборуваме. Чисто да ве наговестам дека има луѓе кои што ги познаваат општите состојби и за тоа можеме да разговараме. Зашто сакате? Нели нормално затоа се вика општа расправа за буџетот. Еве да ви одговорам и за вашата милена тема за кочењето на комисијата за заемот за локални патишта. Прво, не сте во право. Јас станав председател на 5 април. На 8 април во оваа комисија вие имавте говор кога го поминавме тој закон. Од ноември, кога господинот Муцунски го зема решението дека бил избран за градоначалник, до април јас не можев да влијам на дневниот ред. Затоа што Талат Џафери со решение ги свикуваше седниците. И јас можев да работам пона што Талат Џафери со решение ќе го подпишел по тој дневен ред. За волја на вистината Талат Џафери ниту еднаш не ја свика таа седница со овој закон на дневен ред. За волја на вистината. Јас само што дојдов, за 3 дена го поминавме. Знаете каде беше заглавен законот? На Комисија за законодавни правни прашања кај колешката на Калевска Ванчова. А знаете ли кога беше одложен законот? Еве уште една фрлена ракавица кон вас. Прашајте го Почварски зошто законот беше откочен од колешката Калевска Ванчова. Еве, ако сакате, ако бидете толку радознава, јас ќе ви одговорам на наредната реплика, но ќе задржам право на дискреција. Слободно прашајте го Почварски зошто Калевска Ванчова го откочи законот на таа комисија и ќе ви каже министерот. Од тој момент навака, од кога законот беше откочен до сега, затоа што веќе целосната надлежност е пренесена на пленумот, односно на пленарните седници да разговараме, нема никакво померување во тој закон. Еве јас ве повикувам, ајде да го откочиме тој закон за локални патишта. Еве да го откочиме, да им дадеме на општините 63 милиони евра, затоа што тоа е добро за сите, па отпосле, заради тоа што ВМРО, ДПМН и опозицијата ги имаат грото општините, вие судете и напаѓате за процентот на реализација на тие средства. Но, еве, тука би сакал да забележам една работа. Единствената институција што им биле одземени средствата за нереализација била болницата во Штип. 14 милиони евра ЕБОР си ги повлече затоа што тие таму не реализирале. А директор на таа болница, односно одговорен за реализација, е поранешен пратеник, сегашен доктор и директор во таа болница. Тоа беше еден меѓународен срам, кој што банката ни ги зема парите, а ние му плаќавме нажерно еден актуелен пратеник сега, не е важно да не го споменувам името. Значи, само тогаш ни ги одземаа парите. Ајде да им ги дадеме на општините, па да видиме. Тој што нема да ги реализира, ќе се соочи со судот на народот. А за Неготино, повторно ќе кажам, ако се е така како што кажувате вие, разликата немаше да биде ероцифрена и немаше да биде поразот таков каков што бил. Конкретно на тоа колку сте вложиле вие во општината и граѓаните се задоволни од вас, така и ви возвраќаат. Мислам дека тука бевте поздравени. За тоа како сме задоволни од работата на нашите градоначалници, мислам дека ние ја користиме секоја прилика да побараме предвремени парламентарни избори.
Ајде да излеземе на предвремени парламентарни избори, па да видиме дали граѓаните се задоволни или не се задоволни. Дали некој лажел, дали некој работел или не работел. Тоа е најдобрата анкета. Еве да излеземе на предвремени парламентарни избори, па да видиме дали се граѓаните задоволни од градоначалниците или не се. Можеби не се. Можеби ние сме субјективни. Ајде да провериме. Ајде да провериме. Понатаму. Еве да зборуваме за градинките. Па добро, колешке, видовте ли сабале што се случи во градинката во Карпаш? Дали видовте сабале што се случи во градинката во Карпаш? Па да имаше дечиња таму, некој дете да заврши со тешки повреди. И сега, еве, тука ќе искористам приликата, оној ваш подпредседател што избега да се соочи со граѓаните заради тоа што беше нели многу квалитетен во општината, па сега го ставивте во партија да куца соопштенија, тој што пишуваше дека фасадата на валата била падната, сега што треба за плафонот во градинката? Знаете што треба? Треба уште вечерва ова партиско обвинителство и партизирана полиција да го повикаат на разговор. И него, и изведувачот, и тој што бил надзор. Уште вечерва да го повикаат на информативен разговор и да објасни зошто платил, која подпишал времената ситуација, кој дадал согласно со надзорот и да се види изведувачот по кои услови бил избран. Плафон ви падна во градинка и вие ќе зборувате тука за градинки? Кажете и на онаа министерка што е за труд и социјална политика да почне да подпишува согласности за да можат луѓето да ги отворат градинките. Се инатите. На сметка на најмалите вадите политички поени. 86 согласности се испратени во министерството, не се подпишани од таа министерка. Прашајте ја последен пат кога подпишала за да можат да полагаат луѓе за лиценци за директори. Прашајте го тоа, немојте да ја манипулирате тука јавноста со градинки. Кажете да ги подпише согласностите да можат луѓето да отидат на работа за да ги примат децата. Затоа што ако не го направите тоа, општините сами на свој трошок тоа ќе го направат. Затоа што еднаш за секогаш треба да се научите дека треба да почнете да работите во оваа држава која народот ви дал доверба. Не е само 4 години да седнеме на позициите, потоа да не испобркаат луѓе на клоци, само што ќе имаат можност да идат избори. Па бегате тука, некој ви спомне предвремени избори како да ве навредил. Па кој е конечен епилог од ова се што се случува? Кој е конечен епилог од ова што? Па ќе зборите за образование. Каде е тој студентски град? Каде е тој студентски град? И се што сте научиле, нешто се случи у градинката, земе ги ингеренциите. Во ред, земете ги сите ингеренции. Земете ги сите ингеренции. Сите земете ги, не мора да има наши директори. Земете ги сите ингеренции на градинките и на училиштата и на било кого. Земете ги, народот ушеднаш да се потсети зашто не ве гласаше. За да видат луѓето колку бевте неспособни. Тие што беа способни, тоа им паѓа плафон. За таква способност ќе зборуваме. За оној градоначалник кој што избега да не се соочи со народот, за кој што секој втор збор му е режим, за тој ли? И тука ние ќе разговараме за капитални инвестиции, за кои капитални инвестиции? За што ќе разговарам? Нема ставка која што не е скратена. Зошто се покачени стоките и услугите, кажете? Зошто се покачени средствата за договорни услуги? Одговорете, кажете. Зошто се покачени за 9,6 милиони евра за извршни исправи? Што е тоа извршна исправа? Некој нека стане, нека ми каже. И вие ќе кажувате за овие продуктивни трошоци? Ве молам, немојте. Да не си ја вреѓаме интелигенцијата прво тука што седеме, потоа на граѓаните кои што следат. Ја не знам ако ве вреѓам со аргументите тоа граѓаните со што да ве вреѓам. Ја ве навредувам ако ви кажувам дека немаме никакви антикризни мерки, цената на горивата е 3 цифри. Јас ве навредувам ако ви кажувам дека струјата ќе поскапи за минимум 15% на просечните домаќинства. За тоа ве навредувам. Јас ве навредувам ако ви кажувам дека 2000 денари е поскапена потрошувачката кошничка за 30 дена, за тоа ве навредувам. Ако е навреда, тогаш е тоа во ред. Ама јас не сметам дека е навреда. Затоа не сметам дека е. Затоа што истите овие работи кои што ги зборувате тука, јас ве мотивирав една работа. Да излезете надвор од собранието, да отидете помеѓу народот и да им ги кажете овие работи на луѓето како што ги кажувате тука. Тогаш можеме да разговараме и за концепирање на буџет и за сите други работи. Ви благодарам.